како селектор на девојките на македонската репрезентација, уште 2 дена ви останува до Балканското првенство на одбојкарки до 20 години. Така е. Припремите се во тек. Кажи ми каква клима владе, ајде да кажем, во тимот, дали сте подготвени, дали сте веќе сплотени едни со други, имајќи во предвид дека доаѓаат девојки од различни клубови? Припремите се во тек, како што рековте, значи се тече во најдобар ред, што е најважно, немаме никакви здравствени проблеми и повреди. Девојчињата се познаваат меѓу себе, играат едни против други и во исти клубови и како противници, така да нема проблем од таа страна. Се спремаме, периодот е краток и е малку проблематичен бидејќи е во текот на летото, но ќе дадеме се од себе да се припремиме најдобро што можеме и да се покажеме во најдобро светло. Да. Имаат ли девојките победнички дух во нив? Како се подготвени? Тоа се девојки најчесто што настапуваат во екипи кои се во врвот на македонската одбојка, поготово во млади категории и секоја година се борат за највисокото место, односно да бидат шампиони дали во кадетско или во младинско првенство. Исто така настапуваат и во сениорска конкуренција сите девојки и како спортист мораш да го имаш победничкиот менталитет и секојаш да се бори за победа. Имате ли услови за реализирање на успешни тренинзи? Како ги надминувате предизвици кои ги имате? Значи овде во хотел во Пандев имаме прекрасни услови од сместувањето до исхраната. Времето во Струмица, како што знаете, е премногу топло, во салата е топло, но девојчињата го дават најдоброто од себе и гледаме да ги одработиме тренинзите најдобро што можеме. Да. Кои се твоите очекувања од првенството? Каде ќе биде македонската репрезентација? Значи, искрено, реално, може да се надпреваруваме, да очекуваме добри резултати со екипите на Албанија и Црна Гора. Србија, Бугарија и Турција се екипи кои се во врвот на европската одбојка. Еве, само еден пример ќе ви кажам, на минатото европско првенство до 18 години, што бевме на Балканијадата исто во Албанија пред еден месец, екипата на Бугарија со која што се надпреварувавме, сега стана европски шампион. Значи, репрезентациите на Бугарија, Србија и Турција, како што реков, во сите категории, не се само во врвот на Балканското првенство, туку се и во врвот на Европското првенство секоја година и во сите категории. Која би била твојата порака до сета јавност и сета наша публика кои ќе ги гледаат овие и дали имаат можност да ги гледаат и што да очекуваат? Овие надпревари, колку што знам, како што беше и со кадетките, исто и со младинките, ќе одат на Facebook страницата на Албанската одбојкарска федерација. Значи сите надпревари се пренесуваат во живо. Ги повикувам сите кои се заинтересирани да ги погледнат девојчињата, да ги бодрат, што е најважно од се. Бидејќи секоја поддршка за овие девојчиња е плюс, ова се девојчиња од 16 до 18-19 години. Поддршката од сите, нормално од најблиските, од родителите, од соиграчите е многу важна, така да и од секој друг љубител на спортот е многу важна и е нешто најдобро што го посакува секој спортист.